Еве што е збунувачко во ситуацијата со загадувањето во Кочани. Денеска кога воздухот би требало да бе прочистен од варнежите од дожд и кога оџакот на пепар мелничади, Кочани е втор по загаденост, односно присуството на PM10 честички во атмосферата во рамки на државата. Прв е Кичево со 117, втор Кочани со 72, трет Тетово со 65 и така натаму. Дека загадувањето во наши средини услови се уште се третира како табу тема, зборува и податокот дека во изминатите месеци Мошне чисто е Берово, кој нема развиена индустрија и се наоѓа во речиси идеална природна околина. Високо котираше според загаденоста на воздухот. Токму од тие причини, деновиве, телевизија Кочани и актуелности.мк објавува информации за комплексноста на проблемот и за потребата од долгорочни и аналитички стратегии за справување со загадувањето. Дотолку повеќе што не се помага со секојдневно повторување на протестите од мал број активисти. Зашто? Некој неодговорно и недобронамерно на социјалните мрежи ги делеше медиумите како подобни и неподобни, туку со конструктивни издржани идеи и предлози и пренесување искуство од други средини. Секако тука не може да се маргинализира фактот дали колкаво ќе беше загадувањето доколку фабриката работеше.